28-годишниот Фејма Лиовски од Прилеп е само еден од стотиците граѓани во Македонија, кои што живеат во неформални населби и токму поради тоа не можат да извадат лична карта, иако имаат извод од матичната книга на родените. За да се извади лична карта потребен имотен лист, односно постојана адреса на живење. А Лиовски го немал тоа, затоа што целата населба Три багреми во Прилеп каде живее не е внесена во деталниот урбанистички план. Немав право на социјално, немав право на лечење, немав право на ништо. И да имав што мака пример да сум болен, едно друго на приватно. Ке се лечев. Кога ќе отидеше во полиција и во другите институции, што ти велеа таму? Кога ќе одев во полиција, да извам лична карта, ми бара имотен лист. Јас му кажував дека немам имотен лист. Тие ми велеа, види, погрижи се, најди имотен лист. Јас му велев, нема, живеам во населбата Три багреми. И така ме отфрла од глата и се трега. Не може. Колку луѓе како тебе се очуваат со овој проблем тука во Три багреми? Колку се очува, поточно не знам, али има и други луѓе. Најголемиот дел од граѓаните кои што живеат во овие населби, за да добијат лична карта, се пишуваат дека живеат кај своји роднини или пријатели, а всушност живеат тука. Но Лиовски немал никој и не можел никаде да се запише дека живее. После 10 години борба со системот, Лиовски конечно извадил лична карта пред само неколку месеци со помош на невладината организација Станица 5 од Прилеп. За да го добие овој документ, бил склучен договор за закуп. Но имајте во предвид дека луѓето се соочуваат со финансиски импликации, бидејќи таквата процедура да се склучи договор подлежи на финансиски трошоци, а дополнително тоа е и нерегуларно. Зошто велам нерегуларно? Во контекст на тоа дека луѓето се водат на една адреса, а живеат на друго, тоа што нема да бидат достапни за органите за прогон или за службите за имунизација или училишните служби и слично. Иако од невладиниот сектор постојано апелирале до сите надлежни институции и до општината и давале примери како тоа е решено во другите земји, за жал засега државата нема слух. Затоа апелиравме ние до општината и другите релевантни институции како МВР и слично да обезбедат адреса по службена должност, односно службена адреса каде што луѓето ќе можат да се водат и на тој начин нема да се одолговлекува проблемот, бидејќи станува збор за децениски проблем кој што проблем се рефлектира токму со немање, односно неуживање на основните човекови права, како пристап до здравствено осигурување, пристап до социјална заштита и нормално и вработување. Граѓани со вакви проблеми, освен во Прилеп, живеат и во неформалните населби Подкале во центарот на Скопје, Петочна вода и делови на Баир во Битоло, Стара касарна во Кочани, улица 29 ноември во Тетово, Дупка во Гостивар и други градови во Македонија.